Што се однесува до моите односи лични со господинот Таравари, во политиката ние комуницираме долго време. Како човек имам позитивно мислење за господинот Таравари, но во политиката образот е нешто што го имаш или го немаш. Тука нема флуидни варијанти. Или имаш, или немаш. Или држиш до зборот, или не држиш до зборот. Јас мислам во неговиот случај најмалку 3 пати сум покажал и сум го држал зборот. И кога имало моменти кога можеби имало и дилема во рамките на раководството на партијата. Затоа задкулисни игри се провидни игри, лесно се идентификуваат и препознаваат и најчесто ваквите задкулисни игри им се удираат од глава на оние кои што ги прават тие задкулисни игри. Се разбира, никого во животот не сум молил, нити па имам намера некого да молам. Со или без господинот Таравари, владата е стабилна, цврста, со големо мнозинство. Останува на него и на неговите сопартици да одлучат. Ке повторам. Дали ќе одиме заедно по патот на реформи, владење на право, борба за праведно општество, институции кои што ќе функционираат, или ќе се придружат и ќе коалицираат со оние политички сили кои што со години, би рекол неколку децении, ја криминализира и ја уништуваа државата. Изборот е нивен.